Да, одиме натаму. Ви споминавме во изборот, утринскиот избор кој што го направивме за вас, што треба да гледате или што може да се изберете да гледате на Телма во рамките на утринска на Телма. Меѓу другото е еден интересен настан, односно низа на настани кои што се случуваат од 25 па се до 28 јуни во општина Центар или општина Центар е иницијатор на една одличен ред на настани. Вели на одмор сум, во Скопје сум. Интересен слоган или интересно мото. Значи, под ова мото, општина Центар од 25 до 28 јуни ќе реализира серија настани наменети за сите деца и млади кои овие жишки денови ги поминуваат во главниот град. По тој повод, онлайн, односно на Вибер врска, го имаме веќе градоначалникот на општина Центар, господинот Горан Герасимовски. Добро утро. Ви благодарам за можноста да ги информираме скопјани, па зашто не и сите, нели, не само луѓето од општина Центар, да повелат на сите овие настани. Дел од нив и веќе се случија, па затоа би сакала да ни кажете и како изгледаше на овие два настани кои што се случија. Добро утро, пред се ви благодарам на поканата и можноста, како што кажавте, ги запознаеме вашите гледачи и да ни се приклучат во сите оние активности кои ги спроведуваме овие неколку дена, а завршуваат во петок. Целта ни е преку овие настани, преку спортски активности, преку работилниците и театарските представи, игра и песна да ги извадиме нашите најмали и оттргнеме од телефоните и таблетите и им овозможиме убава дружба, едукација и социализација. Започнавме на 25-ти, првиот настан беше во паркот во Капиштец, каде што нашите најмлади имаа можност да играат кошарка со младинците од кошаркарскиот клуб Работнички. На 26-ти, односно вчера, имавме одличен настан со Стела и Сани во паркот Зебра, каде што имавме едукативна работилница и нашите дечиња можеа да цртаат и да се дружат со Стела и Сани. Денеска продолжуваме со активностите во паркот Капиштец, имаме театарска забавна представа Солта поскапа од злато во избедба на театар Среќа, која што започнува од 19 часот и завршуваме, како што и кажав, во петок во паркот на Франкофонија, каде што ќе имаме уште една театарска представа Далматинко на театар Хит и дечињата ќе имаат можност да играат, пеат и се дружат со Стела и Сани. Неколку дневни активности кои што општина Центар ги организира заедно со нашите дечиња и родители. Така. Господин Герасимовски, сакам да знам како помина настанот, оној кој што го споминавте со младинците кои што игра кошарка заедно со луѓето од општина Центар. Кој победи? Победија младинците. Мора да мислам да не попуштила на младите, така да победија нашите најмали. Одлична забава, одлична дружба, многу насмевки. Исто така и вчерашниот настан пројде со Стела и Сани, односно самата работилница, многу убаво, многу среќни деца. Целта ни е, како што кажав, да дечињата ги оттргнеме од телефоните и таблетите и заедно да се дружиме и рекреираме. Господин Герасимовски, кога сме на оваа тема оттргнување на децата, нели, од телефоните, таблетите, одлична иницијатива, нели, велите на одмор сум во Скопје сум, колкава беше посетеноста? Дали сте задоволни? Па, земајќи ги предвид и временските услови, овие неколку дена, а и дел на дечињата и родители кои што се заминати веќе на одмор, искрено сум задоволен. Целта ни е вака преку повеќе настапи по утринските емисии, да и социјалните мрежи ги информираме што поголем број на жители да ни се приклучат во самите активности. Така. Планираме и дополнителни активности во текот и на следниот месец, но за тоа дополнително ќе ве информираме во текот на наредните недели. Така е, да. Само кога сме веќе на линија, дали има никакви штети во општина Центар, дали се јавуваат на вашите броеви како помина вчера по невремето? За среќа има неколку паднати дрва, но поголеми штети самото невреме нема направено. Така е, да. А кога сме кај оние нови настани, може барам да не лоцирате кај ќе се движите? Планираме заедничко гледање на неколку последните надпревари на фудбал, но во моментов сме во организација на самиот настан
истото да се одвива во паркот на Франкофонија. Кога ќе го организираме целиот настав, текот на следната недела и ќе ве информирам. Така е, да, кога сме кај фудбалот, ајде тогаш да чуеме за кого најавива градоначалникот Герасимовски. Не можам сега да кажам поради тоа што со децата имаме неколку тимови, не би избил во моментов ниту еден, пошто ме гледаат и ќе ми се налутат. Добро, тие кои мислат дека ќе победи, ај не вие. Не кажувам, во моментов не кажувам, кога ќе го гледаме полуфиналето, више ќе се определиме и дадеме поддршка за кого ќе биде. Добро, може ли вака да играме тогаш? Запишете на ливчиња кој што кажал и ќе видиме кој е победник. Може. Да. Добро, господине Герасимовски, ви благодарам за ова утринско вклучување. Се надевам дека само да ги подсетиме гледачите, значи што е вечерва, а што е утре на програмата. Вечерва имаме театарска представа 19 часот во паркот Капиштец, Солта поскапа од злато во изведба на театар Среќа. Ги покануваме сите жители кои што се во Скопје и уште не се заминати на летните одмори да ни се приклучат и заедно да се дружиме. Така е, а утре? Утре сме завршен ден во паркот на Франкофонија, каде што започнуваме од 18:30 театарска представа Далматинко на театар Кит и потоа продолжуваме со дружба и песни со Стела и Сани. Супер. Ви благодарам за ова утринско вклучување. Ве очекуваме, ви благодарам и на вас за можноста и вклучувањето. Така е. Поздрав за целиот тим кој што ги организира овие интересни настани. Беше тоа градоначалникот на општина Центар господинот Горан Герасимовски со оној интересен проект на одмор сум вели во Скопје сум. Се случува од 25-ти, а ке се случува се до 28 јуни. Останаа уште 2 дена интересни театарски представи, паркот на Франкофонијата, време на случување 18:30, мислам дека да. Затоа денеска и утре, доколку не послуши времето, секако бидете таму, нека не бидат само центарци или луѓето од центар, нека повелат и сите луѓе од цело Скопје, зашто не има место за сите во паркот на Франкофонијата, за оние нешта околу гледање на полуфинале и финале во однос на отворено, нели, и заедно сите, да гледаме и навиваме, ќе ни кажат луѓето од општина Центар веќе следната недела. Господин Герасимовски, ви благодарам за отстапеното време, а сега е време за мала пауза со она што ќе го гледаме на Телма сите заедно.